Изборот на Доналд Трамп за одговорно лице за границата работи повеќе од 30 години во Федералната контрола на имиграција. Том Хоман изјави на овогодинешната Републиканска национална конвенција дека секој председател кажал оти ќе обезбеди границата, но само Трамп го имал направено тоа. Тој ја создаде најбезбедната граница во нашата историја. И тоа е неверојатен факт. Тоа го докажуваат податоците. И погодете што? Тој ќе го направи тоа повторно. За време на кампањата Трамп вети масовни депортации на имигранти без документи. Веднаш по полагањето на заклетвата ќе ја започнам најголемата програма за депортација во американската историја. Иако експертите забележуваат дека миграцијата и стапката на криминал не се поврзани, Хоман вели дека депортациите ќе ги поправат, како што ги нарекува, имиграцијските грешки на Џо Бајден. Председателот Трамп ќе стави крај на лудилото на отворени граници од времето на Бајден Харис. Ќе спречиме дрогата и криминалот да се слеваат во вашите заедници. Хоман беше вршител на должност директор за имиграција и царинско спроведување во првата администрација на Трамп, кога имаше зголемување од 40% во апсења за депортација. Вкупните отстранувања се намалени затоа што границата е под подобра контрола отколку што беше 45 години. Илегалната имиграција беше главен проблем за многу гласачи на овогодинешните избори. Политичкиот аналитичар Франциско Родригес вели дека Хоман има пристап на нулта толеранција. Значи, ако сте овде криминалец и имате дете или семејство овде, Хоман изјави дека можете да заминете со вашите деца, со вашиот брачен другар. Никој не вели дека семејството ќе биде разделено. Поранешната законодавка во сојузната држава Флорида, Дейзи Баес, вели дека намерата на Трамп да го номинира Хоман е предупредување за имигрантската заедница. Ако не сте државјанин или постојан жител, немате гаранција дека ќе останете во оваа земја. Многу е веројатно дека ќе бидете на списокот на оние кои ги исполнуваат условите за депортација. Имам порака до милионите нелегални лица што Џо Бајден ги ослободи во нашата земја со кршење на федералниот закон. Подобро да почнете да се пакувате сега. Хоман е поранешен њујоршки полицаец кој имал придонес во проектот 2025, збир на предлози за политики објавени од конзервативната истражувачка група на фондацијата Heritage за, цитирам, да се спаси земјата од радикалната левица.